Добар ден, драги пријатели. Добро дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов. И денеска зборувам за подуеност, односно за по мене се тоа 5 до 6 работи кои што најчесто прават подуеност кај луѓето и целта не ми е ако чувствувате подуеност да ги исклучите во целост овие 5-6 работи, но можеби да се преиспитате и да се проверите себе си јадејќи ги овие производи, сварлајќи ги, експериментирајќи ги, да видите кој можеби од нив ви предизвикува незгодно чувство и она подуеност на стомакот што воопшто не е пријатна доколку ви се случува, особено многу често на неделно ниво. И тоа не значи дека ако тоа е секојдневие или стварно навистина ви се дешава многу често, дека не треба да се консултирате со доктор. Ја не сум човек кој што ќе ви го отклони тој проблем, не сум доктор и затоа доколку имате хроничен проблем со стомахот, подуеност и лошо чувство, тогаш прво нешто што треба да направите да се обратите на доктор. Но јас ќе ви кажам неколку совети и од искуство и од она што го имам учено, што практично прави најчесто подуеност. На прво место би ги ставил гравот и леќата. И многу луѓе многу тешко ги обработуваат. Не многу луѓе, али постојат луѓе кои што тешко ги обработуваат овие два продукти, од причина што не знам колку сте запознаени, гравот и леќата имаат кратко верижни јаглехидрати познати како FODMAPs и овие јаглехидрати се во принцип многу добро гориво за добрите бактерии во нашиот дигестивен систем, но кај некои луѓе знаат да направат проблем, потешко да се обработуваат и да прават подуеност. Затоа доколку гравот и леќата ви предизвикуваат проблем, во тој случај можеби понекогаш ако не терате на инат за да си го решите вашиот проблем, можеби е понекогаш добро и да ги тргнете од исхраната, иако се неверојатни добри производи, јас би ги врстил во број 1 супер храна. Во секој случај постојат други начини како да го снабдите тоа што они го носат со себе, особено растителните влакна, протеин, микронутритивна вредност, затоа природата ни дала многу опции да бираме како да си го снабдуваме нашето тело со гориво. На второ место би ставил газирани пијалоци, значи не зборувам за штетните ефекти на сокови газирани и така натаму, али во секој случај да речеме кисела вода, често знае да ако се претера малку со конзумирање на кисела вода, тој јаглероден диоксид и газ да остане да кружи одредено време низ цревата, што може да направи подуеност. Не познавам многу луѓе кои што се соочуваат со овој проблем, но сепак постои и е присутен и доколку можеби некој од вас не е свесен за тоа, нека проба да експериментира и да види како ќе му делува. На трето место би ги ставил пецивата и продуктите од пченица. Прва работа е тоа што содржат глутен и се повеќе се зборува за глутенот, иако јас не сум до крај расчистен со тоа за глутенот дали треба комплетно да се исфрли од исхраната. Се уште не сум се убедил дека треба комплетно да се исфрли од исхраната, но како и да е, има одредена бројка и популација на светов која што се мачи со глутенот и знае да создава чувство на подуеност и на сосема незгодно и лошо чувство во стомахот. И од друга страна, пченицата содржи фруктани, значи тоа ви се вериги на фруктоза, шеќер кој што природно се наоѓа во одредени овошје и зеленчук, што знае некогаш да не се обработува добро и да предизвикува подуеност. Четврта работа која што исто така повторно поради фруктаните можеби треба да се исфрли, се кромидот и лукот, повторно две неверојатни супер растенија кои што имаат одлична вредност нутритивна со себе, но во секој случај и тие имаат голема содржина на фруктани, верига на фруктоза, која што повторно може да ви направи подуеност и незгодно чувство во стомакот. Затоа велам, пробувајте ако имате секојдневно чувство на подуеност и можеби секојдневно конзумирате барем некој од овие продукти, а конзумирате затоа што пченицата и производи од пченица, не знам колку сте свесни дали ја избегнувате граф леќа, можеби има во нешто што го готвите или имате граф и леќа како главен оброк, лук и кромит ако не ги јадете во свежа форма, можеби го имате во храната која што се готви. Затоа проверете се каде сте со овие работи. Пета работа
шекерни, односно алкохолни шекери, и овие алкохолни шекери практично се добиваат со обработка на овошја и бобичести овошја преку хемиски процес, и се добиваат овие шекери и практично се користат како замена на оној рафиниран шекер што се додава во прехранбената индустрија, и овие шекери многу често се користат во производи кои што се означуваат како sugar free производи, и ако видите да вашиот сок е sugar free, ако видите мастиките дека се sugar free, тоа значи дека содржат некои од овие алкохолни шекери кои што повторно се food maps, она што го зборувавме и кај граф и леќа, и знаат да прават лошо чувство во стомахот. Затоа е добро да се спомне за нив, и проверете се на нивото на тоа колку жвакате мастики, колку можеби користите sugar free продукти, да знаете дека не може да се sugar free, а да се при тоа благи. Секогаш прехранбената индустрија ќе најде начин како да нормално, да не можеби подлажи, да ни подметне продукт кој што ќе го купиме поради некој маркетиншки трик. Така да тие се некои работи кои што можеби јас би ги нафрлил, неколку продукти кои што треба да се проверите дали ги имате во исхраната, и се разбира, пиење вода е можеби шестата работа која што би ја напоменал, затоа што многу луѓе со непиењето на вода си прават страшен проблем со дигестивниот систем, затоа водата би ја додал како последно нешто кое што треба да ви остане како вредност во оваа епизода. И доколку имате да додадете можеби нешто, или да потпрашате, или да покажете некакво искуство во врска со оваа тема, користете го или хаштагот, или комуницирате ме во приватна порака, или користете го местото за коментари на овие видеа. Фала ви уште еднаш за вниманието и за секоја секунда која што одвојувате за да ги следите овие содржини. Она што ми останува за крај да ви посакам здрави животни навики и убав ден. Чао, чао!